Ковач. Ковач е занаетчија специјализиран за обработка на железни метални предмети, како што се врати од ковано железо, разни решетки, мебел, скулптури, оружје, украсни и свети предмети, кујнски прибори и алати. Вообичаено, ковачите не работат со други метали освен железо, како што се кале, бронза, бакар и слично. Само високо специјализирани занаетчии се занимаваат со нивна обработка. Во почетокот, ковачите речиси не правеле украсни предмети. Со пронаоѓањето на нерадиосувачки челик, тоа многу се променило. Ковачите работат со загревање на парче метал, ковано железо или челик. Се додека не стане доволно меко за да се обликува по желба на наковалната со помош на чекан или друга алатка. Грејењето се врши со користење на пропан, природен газ, ќумур или кокс. Современите ковачи користат факели и специјални електрични печки за загревање на металите. Освен што се користи за омекнување на метали, грејењето може да се користи и за други металуршки цели. Со помош на мев, ковачот добро го разгорува огнот во кој ги става парчињата метал што сака да ги обработи. Потоа, кога металот ќе стане доволно мек за да се обработи, се зема со специјална клешта и се става на наковалната. Со едната рака ги држи клештите со парчето метал, а со другата рака со помош на чекан го удира, обработува и обликува. Мора да биде брзо, бидејќи парчето брзо се лади и повторно станува цврсто, па повторно се става во оган. Понекогаш, кога ќе заврши обработката, парчето се потопува во масло додека е уште топло и на тој начин се кали. Со калењето, парчето железо станува потврдо, но и покршливо. Особеноста на ковачката е тоа што кога се работи со челик, може да се загрее, а потоа да се потопи во вода. Целта на ова е да се добие специфична структура на металот. Со потопување во вода, кршливиот челик зајакнува, но и станува посоодветен за обработка. Ова бара загревање на металот до одредена температура. Во многу видови челик, за време на овој процес, може да се види бојана оксидација на површина на металот. Различните употреби бараат различни комбинации на сила и отпор, а со тоа и различни методи на обработка на метал. Вештите ковачи може да го обработуваат истото парче метал на неколку места на различни начини. Например, предниот дел на чеканот е секогаш потврд од задниот дел, што ја прави алатката издржлива и цврста. Во Јапонија, ковачите прават катана мечеви со исклучително силно предно сечило, додека другиот дел од сечилото останува помек. При изработка на истиот меч, материјалот е виткан, кован и кален 500 пати. Се вели и дека самурајскиот меч е готов кога може да се користи за сечење шајка без да се остави гребнатинка на мечот. Некои ковачи вршеле подкавување на коњи и волови. Подковицата се прецврстува на копитото на коњот или волот со помош на клинци. Се разбира, подковиците за коњи и волови не биле исти. При тоа, мора да се внимава да не се повреди копитото. Ова е исто така опасна работа, бидејќи коњот може да клоцне и да го повреди подковувачот. Постоеле мајстори кои се занимавале само со подковување на коњи и волови. Некогаш се носи нова фабричка секира кај ковачот за да ја клепа. Тоа значи
дека врз основа на потребите на собственикот кој е донал, тој повторно ја става, а особено сечилото во оган и го кали за да го направи сечилото потврдо или помеко.